Значи, това беше пекулно. Значи, у неделата 3 дена, 4, значи беше тук. Ме пратеше, ме беше веќе страх да одам на работа или да си одам дома, да излезам на пазар, да купам нешто. Значи, постојано ме пратеше и физички ме набаѓаше. Значи, не е важно на која улица ќе си или на плоштад, дека и да си. Значи, кај него имаше веќе физичко насилство. Мојот дом, мојата тврдина. Но не секој може да гарантира безбедност за себе си во својата тврдина. Се плашам и некој пат он кој е дома, јас не сум мирна. Слободно може да си влезе и дек што спијам и дек што јадам. Срцето ми треперушки ќе го видам. Излеам на работа, вреѓа. Кога си идам, не знам дали во пијана состојба, дали трезен и не може да знам кога на каков аминџе налетам и да знам што ми мисли. И секој пат, секој збор му, кога е даден ден, што и те помисли излежат. Почитувани, ова беше трейлерот од документарниот филм Жртвите на семејно насилство, жртви на системот, кој што го изработи Сдруженијето на граѓани Sky Plus во продукција со ТВ канал ВИС. Овде со мене е нашата колешка Стојне Митева, дел од Сдруженијето Sky Plus, која што го работеше изминативе месеци на овој документарен филм. Стојне, овие потресни сведоштва се дел од филмот, од 30-минутниот филм кој што се подготвува. До каде е со изработката? Дали е веќе готов? Така, Сузи, благодарам за најавата. Овие изјави кои што граѓаните можат веќе да ги видат на нашата веб страница на ТВ канал ВИС се само дел од документарниот филм. Овдека се секако и институциите, изјавите од Центарот за социјална грижа, СВР Струмица, имаме дури и министерката Мила Царовска. Комплетен ќе биде за некој ден, значи 6 месеци интензивно работевме на овој проблем кој нималку не е лесен да се стави во некои си 30 на минути како документарен филм. Секој збор на жртвите е потресен и има своја тежина. Ни беше навистина тешко да ги усогласиме сите, не сакајќи да повредиме и дел од институциите, но системот е така поставен да навистина тие се соочуваат и со проблем. Ова е навистина комплексна тема која што го засега цело општество. Дали овој филм носи некоја порака која што треба да се упати до оваа заедница? Така, самиот наслов вели дека тие се понекогаш и жртви на системот, но внатре во документарниот филм без причина не ја спомнувам Истанбулската конвенција, која што сметам дека според оние најави од Министерството за труд и социјална политика дека наредната година Македонија ќе почне да ги имплементира нормативите на Истанбулската конвенција, кои што ќе значат построги казни за сторителите, односно насилниците, и секако поголема заштита не само за жените, туку и за девојчињата, бидејќи и тоа е целта на Истанбулската конвенција. Така, колку време, спомна 6 месеци, но беше ли тешко да се соберат сите овие материјали? Дали жртвите се отворени за да зборуваат пред камера за ова навистина травматични искуства и еве кој го поддржа овој проект за да се реализира? Така, поддршката, најголемата поддршка за реализација на филмот имавме од општина Струмица, преку ведва програмата Сдруженијето Sky Plus аплицираше за добивање на финансиски средства овој филм, оваа замисла и овој проблем да се стави на видеолента, за кое што секако целта ни е, најголемата цел ни е да ги поттикнеме жртвите на семејно насилство да не молчат, да си ги бараат своите права и секако заштита од институциите. Така, што може, дали можат медиумите да бидат малку погласни во насока на подигање на свеста за семејното насилство и се разбира да помогнат за да се подобри работата на системот и превенција од семејно насилство? Така, ТВ канал ВИС, еве и ти, и јас и колегите кои што сите работиме на информативна редакција, сите ние се трудиме да ја информираме јавноста.
Имавме безброј прилози направено за жртвите од семено насилство, имавме сведоштва на жртви на семено насилство и како медиум секогаш се стремиме жртвите да бидат отворени кон нас медиумите, а со тоа и ние да бидеме критички настроени кон институциите, се со цел да им се помогне на овие жени. Так, имаше ли бариера кон институциите? Соработуваа ли за овој документарен филм? Не, никаков проблем. Што се однесува до изјавите кои што ги баравме од институциите овдека во Струмица, тие секогаш се транспарентни кога станува збор за информација од јавен карактер. Добивме без никакви проблеми статистики од СВР Струмица колку годишно имаме жртви на семено насилство и морам да спомнам, иако гледачите тоа ќе го видат во документарниот филм, дека имаме фрапантна бројка на пријави на жртви на семено насилство, но црните бројки никој не ги знае. Значи имаме огромен број на жртви. Кои се вашите сознанија, дека расте бројот на жртвите или расте бројот на пријавените случаи? Така, бројот на пријавени случаи расте. Свеста кај граѓаните се на повисоко ниво, но имаме и такви кои што се уште имаат недоверба кон институциите. Не во смисол дека конкретно кон некоја институција нема доверба токму кон системот. Се плаша дека нема да бидат доволно заштитени и најчесто жртвите остануваат повторно во домот кај насилникот. Така. Кога ќе го завршите документарниот филм, се надевам дека повторно ќе информираме со цел граѓаните да имаат можност да присуствуваат и на промоцијата, но се разбира на телевизиската премиера која што ќе има на ТВ Канал Бис. Ти благодарам за учеството во вестите. Почитувани гледачи, ние продолжуваме со останатите содржини во ова информативно издание.